Двајца повредени од трагедијата во Кочани кои беа на лекување во Литванија и Словенија. Продолжија со рехабилитација во специјализирани центри во истите земји. Посебни вежби и терапии добиваат и уште неколку пациенти во болници во странство каде се хоспитализирани повеќе од 1 месец. Оние пак кои се враќаат дома. Во отпускните листи имаат препораки и совети од лекарите на што треба да внимаваат и како да не дојде до влошување на состојбата. Тука се више англичаните дојдени ја прават таа одлука на здравствените работници кај нас. Инаку од разговора што го имаме секојдневно со докторите од клиниките кај што се нашите пациенти, укажуваат на тоа дека ќе можат пациентите да се вратат до нормална активност, нормално со тоа што ќе треба да припазуваат на влијанието на сонцето, значи ќе треба да се намачкани со фактор да имаат или да бидат на долги ракави, да не се изложени премногу денемно на сонце и така зависи од степенот на изгореност на секој пациент, нели? Англиските експерти не само што ги обучуваат македонските доктори за постапките кај пациенти со изгореници, туку и колку може да трае рехабилитацијата кај дел од повредените. Некои ќе бидат подлежни на тие методи и до 2 години. Освен во странство, како што веќе објавивме, двајца пациенти се на рехабилитација во клиниката за физикална медицина. Во моментот на лекување во странство има 32 пациенти, а за утре има најави за враќање на двајца кои беа во Бугарија. Во трагедијата во Кочани животот го загубија 62 лица, а околу 200 беа повредени. Повеќе од 100 беа испратени на лекување во 22 европски земји. Сања Димитровска, Сител телевизија.